На денот кога се одбележува светскиот ден на книгата и на авторското право, библиотеката Кочо Рацин не работи. Која е вашата порака до читателите и што би правеле токму на овој ден како библиотека? Добро, како прво, јас ви благодарам што сте интересирани за нашите читатели. Тоа значи повеќе за нашите читатели него за мене како значи директор на библиотеката. Јас многу сум среќна што денеска можам да им се обратам на сите наши читатели. Денес е светскиот ден на книгата, значи 23 април. Во поинакви услови, сега ќе бевме во големата сала на Домот на културата и ќе славевме за денешниот ден, ама сега заради, знаеме сите, COVID-19 пандемијата, сите културни настани се анулирани. Значи. И баш ми е жал заради тоа што во овој време на изолација љубителите на книгата барат многу книги да читат, пошто повеќе сме дома, а ние како библиотека сме затворени и не можевме да им пружиме толку книги колку што сака, ама тоа е сепак заради нивната и нашата и безбедноста на сите граѓани. Значи ова е мерка и ние треба да ја почитуваме. Се надеваме дека уште малку ќе се враќаме во нормала и ќе работиме во подобри услови и со повеќе енергија, се надевам. Значи, овие месец дена, месец и пол више би требало да ја вклопиме целата наша енергија во себе и да продолжиме со нормалниот живот понатаму. Која е пораката зошто треба да се читаат книги? Па сега, знаењето е моќ. А без читање не верувам дека би могло да има некое знаење. Значи, најдобрите другари, ја како мото го користам ова, најдобрите другари во животот никогаш не треба да се разделат. А тоа е луѓето, човекот и книгата. И тоа е како читањето на книгата е нешто што те стави или те праќа во некој друг свет што нам ни е непознат или во други различни доживувања што ние не можевме да ги доживиме во нашиот живот, и тоа е моќта на читањето. Значи, што повеќе читање, толку повеќе знаење, толку повеќе доживувања и се ставаш во местото на авторот на тоа што тој сака да ти каже со книгата. Дали кога ќе заврши сета оваа ситуација, читателите можат да очекуваат нови наслови во библиотеката? Да, сега најбарани овие, значи нови книги сме имале континуирано, значи во континуитет сме имали нови наслови и ова година и пак ќе имаме исто нови наслови, само дај Боже што поскоро да се вратиме во нормала. Барани беа Ден Браун, Лусинда Рајли, Санда Браун, Елиф Шафак, Стив Бери и други автори, но сепак ќе имаме и нови наслови, ќе имаме што да им нудиме, само нека читат што повеќе.